Погрешни наслови, изманипулирани слики, намерни лаги, стари вести презентирани како актуелни, лажни гласини, полувистини, дизајнирани да ни измамат. Дезинформациите имаат цел да го привлечат нашето внимание, да ја намалат меѓусебната доверба и способноста за правилен избор, да не наведат на одлуки кои негативно влијаат на личното здравје, семејствата и демократијата. Кога читате нешто, го проверувате ли изворот? Не верувајте во она чиј извор не можете да го идентификувате. Кога нешто ви се допаѓа, запрашајте се. Можеби ви се допаѓа бидејќи го кажува тоа што сакате да го чуете. Измислување, манипулација и дипфейк. Дезинформациите може да се шират и преку провокатори на форуми, блогови и социјални медиуми. Останете будни. Проверете го изворот. Кој е авторот? Дали веста започнала како коментар на друга вест или можеби како реклама? Бидете предпазливи на URL адресите. Нурнете подлабоко. Не останувајте само на насловот. Бројни граматички грешки, измислени имиња се сигнал за дезинформација. Дали станува збор за гола приказна или пак има некаква подкрепа? Например, дали текстот е поврзан со некое истражување? Проценувајте ги фактите објективно, а не низ призмата на вашите мислења. Дезинформациите се штетни за јавното здравје, особено во време на пандемија како што е оваа со COVID-19. Вистинската информираност е клучот кон лична и колективна безбедност. Запомнете, најмоćното оружје против дезинформациите сме ние самите.